Сега на High Quality да видим какво ќе биде. Дали добро се слуша? Ало? Коварци! Се извинуваме за техническите проблеми. За техническите проблеми. Окей. Да, за техническите проблеми се извинихме и за наредния проблем пак се извинихме. Сега очекуваме някои от матурантите да дойдат. Уште се дотеруват, уште се шминкат. Сега не е лесно да си матурант, знаеш. Да си матурант е поем. Я да речем, кога бев матурант, това беше... Спремаш се един месец напред. Како ќе се облечеш, па после шоке носиш надоле, нагоре, долен веш, горен веш. Па која ги тия партнерка, ако има партнерка, мислам, ако можеш да имаш партнерка, ако не... Тебе ти имаш или партнерка? Я? Имах партнерка. И партнерката? Партнерката? Дали ти отговаряше или не ти отговаряше? Како не ми отговаряше, прекрасна беше. Дали ќе поздравиме партнерката на Александър? Да, ја поздравяме моята. Ако памти. Ако памти која беше со мене партнерка. А ти? Да го поздравим и моят партнер. Твоят партнер, да. И моят партнер, кој е у Словенија сега моментално. Сигурно не гледам. 100%. 100% не гледам. Се по-голем бројот на професори, а учениците уште ги нема. И за миг помисливме дека професорите се матуранти. Па добро, млади се. Да. Млади, убави, харизматични, греят. Мене обечката ще ми падна, што да правим? Овечката? Деки дойде овечката? Трек ми од добитник на овечката. Не. Знам си, сега да имаме некој настан, значи некоја дешавка, да дое некој да проси школска. Не. Не, ја мислам дека е многу рано тоа. Рано, ама има популарен свет. Ама барем на ден трошек всеки си направи. Матурска и свадба, може и венчавка да биде се. Ма ја отиде, шо? Као што е популарно сега последно време, правиш, значи, запросување на јавно место. Нема на какво направено на матурска. Замислено, имаш нешто замислено ти за твоята бидна партнерка, ако имаш партнерката, може па, ако кажеме нешто, ако се жениш. Много јасно се женам. Само има време, рано ми е. Имаш ли нешто замислено? Немам нешто замислено. Само ќе измислиме нешто, ти кажам право. Може нешто да биде, не знам каква романтика, дали да бидеме од хеликоптер како паѓаме и двајцата заедно со падобрани. Па тука јас се спуштам по-ниско и вадам прстено. Има много замисли. Александър не е цело време познат по неговите екстравагантни идеи. Имам, и масови ги имам. Чекай, што правиме со теб? Ништо не правиме, јас сум прва година на факултет, рано ми е за мажачки и женачки. Не може да се пише нешто. Не дай Боже, не. Има ли шанс да речеме ти да го запросиш, да речеш партнеро, сакам те. Биде ми мојата иднина, мојот живот, и во добро и во зло. Па не баш, јас сум од тие малце по-традиционалните, да речеме. Што чекам прво, нели, машкото како по-храбро, а ти слушаме кога зборам. Чекам да ни слушаме некоја матурантка. Некоја матурантка, а па помисли дека професорка е матурантка. Многу има убави луѓе тука идат. Не били. Не били, ја нема. Ама ти битно чекаш тебе да те запросат. Ја чекам мене да ме запросат, здравие Боже, за едно 6-7 години може и да ги биде, а може и помалце. Ти да што гад за 6-7 години, може да направиш да интересира некој, ако така да жене некој. Не, кој те ќе дава жене, не. Сега пала. Една се раѓа, втор пат нема. Леле, тено ти пудра имам, иначе... 5 години. Иначе ќе поцрвенеев, да, пала, аце многу. Може да заменеш маца да го подреш микрофон. Ќе видам кавалер. Намеси се, среди се. А јас упорно ги чекам матурантите. Има некој, ова се гостите, више 15 заседуме.
треба матурантите више да пристигнат, али они са пошто поголеми, он са фраери и шизици, сите доаѓаат у 7. Значи ти ако си фраер мора да дојдеш у 7, значи да те чекат сите. А јас за тоа лани бев фраерка и додоа по 5 до 7. 5 до 7. И сите мои школски беа таму и сите се стика. После ти гледаш или мислам да ги идат или не идат. Лажни треба ги прават много, финташ. Лажни треба ги сигурно, пада некој професор на мене. Абе, кочени град на финташ, сите финти прават. На финташ? Финташ. Финташ, бе, тоа е локален збор. Сега не гледат и од Скопје, и од... почва да пристигат. Да ги пропратиме. Може да ги запрашаме, сега ги видиме. Да видиме дали ги сакаат, дали се срамуват од камери или не се срамуват. Не са научени. Првиот избор ни беше помаше, не сака првите матуранти да не дружат за неколку минути барем. Но сепак може да забележите вие од другата страна, дека им гледа мощне прекрасно, интересно. Ја па почнам литературно. Навикната, не литературно. Абе, ако гледат, значи, од Скопје луѓе, од Прилеп, од Битола. Па да може да не разберат и они. Може и на германски да кажеш, може и на англиски, и хващен. Може на англиски, pronouns. Абе, може, мислам, гледано Welcome. на Евровизија. We are together. Тези информации. Добро. Очекуваме некои други матуранти да дојдат и да сакат да направат 2-3 реда мојбет со нас. Колку стават? Има ќе дојдат, да кажа, од 10 до 7 па на 20. Значи, највип си ги очекуваме у 7:30. Или да отидеме на крајната. Ја мислам треба да се качеме догоре више кој ќе почнат да пијат, пошто на сите од најзгодни сите сега. Може некој ќе се прави и ќе рече ја не пијам, ја тренирам, знаеш, вежбам. Како тебе. Па да, многу јасно. Ти пиеш ли јади у слободно време? Слободно време, мислам... Ама сокчиња... Ја имам ретко слободно време. Да, пијам сокчиња, цеден портокал. Слободно време? Само... Чат пат, знаеш, дам и алкохол, нешто да си приуштам. И јас сум човек и јас сакам малце да се опуштам. Некој прази. А ние да викнеме некој професор за почеток. Може да дојде некој професор? Да скршем разум. Може да дојде, ако сакате нешто ме праша. Ајде, професор. Живо. Професорка. Да. Ајде. Оди. Слободно. Како се вика вашата фризура? Мојата фризура како се викам? Бе, ќе крстиме денеска. Омбре, Лана Дел Рей. Може да Лена ма е страшно. професорке? Не, може да кажам нешто. Да, не сам така што да кажувам. Вие ще кажувате нешто, професорке, вие сте уживо. Ние сме во уживо. Да. Честитаме матурска на сите матуранти, убаво да си поминат вечерва и ние убаво да си поминеме и сите да бидат среќни и задоволни и да имат многу среќа во животот. Не давате многу алкохол да пијат. Нема алкохол никако. Алкохол забрането. Не, може помалку. Да разбира дека може. Ајде да се посетите вие професорке на вашата матурска. Како изгледате вие пред колку и да се пред 2-3 години кога бевте матуранта? Па не беше баш пред 2-3 години. Пред 2-3 години бев матуранка на матурантите, а пред повеќе од 2-3. Не откриваме ние. Матурските вечери се секогаш нешто најубаво во животот на еден млад човек. Значи никогаш не се заборава таа вечер. Значи тоа е нешто најубаво што може да се случи и секогаш останува во сеќавање. Да. Значи само убави моменти и посакувам и на сегашните матуранти. Оваа вечер да бидат најсреќни и најубави. Сигурно ќе бидат тоа, тука ни е Лјупче Сантов и Джет у градот. Да, очекуваме да бидат најубави оваа година. Секоја година очекуваме поубави и поубави. Да, и оваа година не послужи и времето доста. Да, значи имаме среќа, нема да врне. Да. Се надеваме дека нема до после, ама не изгледа така. Се надевам дека супер ќе биде. Супер, фала ви многу. Фала и на вас. Фала многу. Ето, скршивме го вразом. Благодарејќи на професорката, не подсети и она како е било, она која била матурантка пред 2-3 години. Идат ли некои матуранти, што мислиш ти, или да поканем уште некој професор, додека имаме некоја луфта?
според моята анкета Да. Ево ги матурантите, повелете. Здраво, айде честито. Може да дам пуно? Айде честито, повелете. Примин Тања, да те прашам вака, кој се погрижи ти вака добро да изгледаш? Мислам, не добро, е премногу добро, значи одлично. Фала многу. Инспирација некоја? Па не баш некоја инспирација. Посебно за млади да се погрижи студио за моден дизајн, значи Славица Блажевска и Славица Божинова, посебно. И стално за фризури, да, ексклузив. Ексклузив, супер, исто така го делиме го истиот фризер. И Креација да напоменам и за мейкапот Анита Илиева. А и партнерот ти дела позајмено некој модно студио. Да, дечки, фала ви многу. Фала и на тебе. Мене ме интересира. Значи, пред колку време знаете дека вие ќе бидете партнери за матурска? Пред 3 години. Фала ви многу, дечки, имајте убав вечер. Фала многу. Ајде, чао. Ево имаме уште едни матуранти. Пред 3 години се знае дека ќе бидат партнери. Опа! Ајде, ова ни е Марко Сладкаристика со нашата преубава партнерка. Здраво. Здраво, Томи. Кажи ми, за твојот изглед, кој се погрижи вака да изгледаш као Джеймс Бонд 007 или некој друг? Јас. Ти, па многу нормално. Кажи ми, што очекувате од оваа вечер? Дали сте возбудени нешто? Има ли некоја еуфорија? Има? Да. Ама нешто ти многу си ми смирен. Што да? Тоа е? Не. А сега партнерката да ја обрнеме малце внимание, гледа она колка е убава, здрава Кристина. Кажи ми за твојот изглед кој се погрижи вака прекрасно да изгледаш стварно многу убава. Кажи ми тајната? Тајната? Нема тајна. Не. А партнера вика дека не откриваш тајната, дека значи ја имаш најубавата партнерка. Точно. Добро, дечки, нешто не сакате да додадете за вие за оваа година или за вие 4 години или пак Александар нешто сака да додаде? Па ја неам онако, има нека додаде. Немам ни ја. Нешто некој печаток највеќе што ви остави оваа гимназија Лјупчо Сантов? Кој е најлош професор? Има ги повеќе. Има ли ги повеќе? Има. Нема да ги открием. Нема да ги откриеме кои се најлоши, нема лоши, може малку строги. Па и лоши. Па и лоши, нема врска, во не се важи. Добро, нема врска. Дечки, фала ви многу, фала Томи, фала Кристина. Баве си поминете вечер, па ќе се видиме некој наредно издание, Абсолвенти може. Ајде, чао. И тоа беа и нашиот втор пар на матуранти. Мислам дека се срамат да види деца, ама не се срамат. В наше време беа посрамежливи. Едно кога ќе се најдеш некоја парава као мене или некоја флаерка као тебе, онака. Да рече, ја ќе скочам пред камера, нешто ќе кажам. Немам срам, немам очи. Сакам да си стакнам. Нема, Аци зато има очи. Имам очи. Има очи. Та тука не заведуват. И пудра имам. Имаме уште еден аплауз се слушува таму, Аци дај се уште ни матуранти што може ќе сакат нешто друго да ни кажат. Ама нешто сите како да сакат литературно да ми зборат. Ние сме тука укочени, Укоченска гимназија со богата со традиција, Лјупчо Сантов, можеме слободно да збораме кочански нешто, нели, за нашата општина. А и секако идат нови. Дека ќе одете, дека за мај, дека за одмор. Што ќе правиш со парите од матурската? Тоа е значено прашање. Праши ги што ќе правиш со парите од матурската? Стварно. Ја ти кажам, млади, со парите од матурската се изнаше таму. Ти што направи со парите од матурската? Парите од таму беше, што сам правил? Пен одмор, бе, пен одмор ја. Да. Пен одмор со другарите во Бугарија. Може да мислиш што е? Комбинација ја, другари, четворица и Бугарија. Екстра комбинација. Комбинација снова, Dream Team. Поздрав за другарите. Ево и од мене поздрав за другарите. Ајде, матуранти. Има ти музика. Се организирано. И балони, и украси. И од Флоризанец. И водители.
Аплауз Само бела за моя матурант. Да, вие сте твои матуранти, може да ги видите од страната, од камерата. Можете така да ни се придружите на вас да ни прашање? Нека да ни се придружат и вие матуранти да ги прашаме нешто. Нема кој знае што да ги прашаме? Добро. Прашам тука екстерни тестови, знаеш, највисок профил Македонија или нема да полагат матура кај нас. У твое време имаше ли матурат? Не. Ние беме последна генерација што немавме матура и сите онака џомби завршиме и кој на кој факултет сакаше и си тераше по паду, па пошто тама ако имаше за полагање нешто полагаше, ако не, ще има фино лепо, кој е детектив. Моја генерација многу беа детективи безбедно, сите одеа тоа нешто ново актуално. Пише мојата генерација нешто многу се по техничките факултети. Па да, ама ја технологија, Apple. Да, и јас еден од ретките кој што отиде на правен факултет и поздрав до другите мои колешки. Супер. Некој правен факултет, само доста пријатели и пријателки на правен факултет, а мисламе дека и многу генерации ќе се запишат на тој факултет, барем од тука као што зборат, али има некои кои ми најавија дека ќе идат медицина, ќе се запише на електро, кои ќе се запишат други. Тие нешто поактуални си. А ја не знам дали ќе има нешто од мој смер, нешто онака спортски, нешто спортисти. Па да видам дали има тука некои спортисти, онака спремни момци, дали вежбаат. Сега ќе прашаме некој. Дали некој вежбал пред да дојде. Да. Да. Активно еден месец Александар. А на диета си? Молим? На диета си? На диета. Само излажавте вчера со сникерсот. Добро, вчера беше... Ама еден беше... Вчера беше организирано екипа доаѓање тука. Абре, убре. Али те беше... матурантите, слабо? Колку са? 3 минути за 7. 3 минути до 7, ма сигурно се празни училниците за класниот час. Професорите класните на кој ќе држат предавање за последен пат, ево, ќе биде најемотивното предавање. Ти беше ли емотивен? Ќе продолжиме со мојот, чека да видиме дали има некој нов матурантка некоја. Не, боа беше лажна тревога. Боа беше за професорот наш. Кажи ми, дали беше ти емотивен на последниот час? На последниот час? Чега се гледам много дана беше тоа да се не види. Не бев емотивен. Ја отпосле бев емотивен. Отпосле, значи ми падна тешко. Колку после 2 години? Не, значи се помили матурски и одмори и после тоа кога чекав да почнеме па на школа, ние не сме на школа. И ја више почнаа ми фала другарите, друштвото, фудбало. И плачеш ли? Не, ја у принцип не плачам. Јас сум лично што не плачам. Значи ептен спортско дете. Чувствувам, значи, тагата и болката. Ова беше стварно многу романтично. Александар, романтичен тип си бил. Може да видиш у очи. У очи, може да влезеш ако сум тажен или ако не. Или ако ми ја знаеш душата. Значи, за да знаеш дали плачам од тебе, може да ми ја знаеш прво мојата душа, на трешноста, па после тоа да коментираш. Ова беше... Ја не плачам тебе. Ти плачеш ли? Па не, искрено ти кажам, не. Ради шминката. Ама ја чувствував некоја, не знам, треперење на срцето, може да се каже. А ти плаче после 2-3 дена. После 2-3 дена? Го професорот, што мене ми предаваше, ајде да го поздравиме, професорот по филозофија. Што по филозофија? По филозофија, да. Кажи нешто од филозофија. Нешто да кажем од филозофија. Основач на филозофијата е Талес од Милет и филозофија потекнува од зборовите филе, што значи... Или сакаш уште да кажеш? Добро. Не бе ја така точка за... Што значи љубов и Софија што значи мудрост, односно значи љубов кон мудрост. Ето професор. Ќе му кажеме после да професора што сме правиле момент. Па може да ствари не гледам сега тука. Може да чека матурант гост. Слушате ли? Не. Не слушаа професора за што правиме момент. Мене може да ме врачиш што е чучањ, получучањ, што е
Склек, положба за склек. Опа! Имаме огромен аплауз, имаме матуранти. О, директорот. Ајде, директоре. Дали директорот ќе сака да ни се придружи или имаме, има изгледа гости? Добро. Да го поздравиме што ни овозможни овака убаво да се чувствуваме комотно овде. Секако и тој е еден од најголемите заслужници ние што сме тука. Што имаме дозвола од него, че имаме дозвола од него, значи дека топ. Чи ми угаша топ. Ме интересира некои прашања, сакам да ги поставам, значи ги имам осмислено 3-4 дена унапред. Имам ги запишано тука на телефон да не ги забравам. Али мора матуранти да најдем. Ја можам да претпоставам дека вие матуранти, сестра межливи матуранти, да ни направиат тука гужва. Чао. Сестра межливи. Професорка, чао, професорке. Еде, поздрав до професорката по уметност и поздрав до вие преубави матуранти кои што претходно сигурно сте можеле да ги видите од десната или од левата страна. Може фраерот со две девојки? Може едно прашање две? А? Ајде. Не, фраер, не. Многу те брзат на класен час. Може да прашаме нешто, да се прашање? Леле, сестра ми се види. Абе, дека е Маријан? Дека е Маријан? А? Не. Траме живи. Идат две патерки. Нека толкова да изтрепне. Види, значи треба некој порано да им каже, за да дојдат навамо, затоа што Ја ги пратам на улица. Ја, не вака да бега некој. Не. е да преубав пустан. Ајде. Нема храбри нешто. Храбри момци нешто. Дали дека... Ако аплауз, имаме пак преубави матуранти. Секако гледачите на Комарец може да ги видат матурантите од десната или од левата страна, како и да е. Ете крави момци. Ајде аплауз за кравите. Браво. Када се видиш? Дави, стој да мамо. Дојдем гледате навама, останете си навама. Јас сум Јургица, ти си? Да, Хања. Давид. Добро е да првин да ве попадам дека многу баво изгледате. Еден супер матуранти. Кажете ми кој се погрежи за вака супер да изгледате? Дали беше ваша иницијатива или па можда на некој друг имате некој како што сакате да изгледате како него, например? Не, тоа беше... Јас сама се увлеков, а за фризурата и за шминката се погрижија Делива. Ема не скажа. Супер. Ајде да го прашаме партнерот. Исто така моја, јас така пак. Нема. И да не се погрежи Делива за тебе. Да. Браво! Ајде. Нешто да прашам. Значи, држи го микрофонот. Шо мислите за вас? Шо е репер за фраер у школу? Како треба да изгледа фраер у четврта? Бага? Браво, мислам дека треба... Фала ви многу да имате убава вечер. Пак ќе се видиме некој нареден пат кога ќе бидете абсолвенти може. Ајде уште на матурантка имаме. Али многу сакам фраер. Ајде. Она многу сака да биде позади апарати, позади камери. Здраво, Лили? Браво. Прекрасно изгледаш. Александър, добър. Прекрасно изгледаш, моля те попадаме сен. Партнерът, Браво, како сте? Кажи ми, која беше вака силата твоја за ти да одбереш вака прекрасна хаљина, може да... Треба малку да видам, нели сега по-отjerana, еве сме на матурска вечер, малку да видам јас позади камерата, ствари не сум позади камерата, пред камерата сум, малку е чудно, ама се надам дека ќе спомине убаво и така. Од професорката Душанка, што ми многу драга професорка и многу голем поздрав до неа, до сите и така. Добро, партнерот нешто така? Па нема ништо, да, многу убаво се чувствуваме и така натаму. Тоа е тоа. Јас се надевам дека убаво ќе си помине, нешто така да прашам? Значи, имам нешто да прашам, пошто сите знаат дека Кочани е град на јаки момци.
Дали дечкото се спремаше значи за овај момент? Се спремам одамна. Одамна се спремаше, значи ова више измислено се. Колку дневно се спремаш? Па по 3-4 саата сигурно. 3-4 саата вежбаше? Да. Тоа ти се некаде. Значи може да издржи цела вечер. Може да издржи. Не, мене не. Возиш ролерите. Ја возев ролери секој ден, кога имав можност и сликав многу и се спремав у рекордно време и така. Може и тоа питаш как ти може Лили да одиш в каските да класиш час. Угодно. Чао. Отлични матуранти. Ушени матуранти. Повелете, ва. Чекај. Имам ја прашање за нив. Повелете, први проба, ајде. Повелете, проба и сега пробата е дека сме ние уживо. Да. Уживо. Значи здраво, ме. Здраво. Чекај, кажи ми што да друго, после. Значи уживо е. Цело време, нема што да говориш. Ајде. Кажи ми, кој се погрижи, вака ти да изгледаш безпрекорно метка на оваа матурска вечер? Па за ова матурска вечер се погрижи тетка ми од Германија, она ми го избрати костумот, она ми го испрати. И така, за партнери се договорихме што од прва година и се стоиме на збор. Браво, метка, тетка ти од Германија стварно има вкус, да поздравиш тетка ти од мене. Партнерката видя партнерката од прва година, ама најубавата си избрала метка, браво. Здраво за партнерката. Здраво. И многу си убава од мене коментари позитивни. За Калината, сигурно е твоја иницијатива, пошто ти си секојаш креативна. Значи моделот е од моја страна, а Теца Креација се погрижи за изработката. Епа Теца Креација навистина добро се погрижила. Чека да прашам Александар, ме гледа цело време вака. Еве нешто да прашам. Прво партнерката ќе ја прашам, пошто дамите имат предност. Што планира партнерката да продолжува на факултет? Медицина. Медицина? Осек? Нема уште ништо, прво општа медицина, па натаму специјализација ќе видиме. Одлично спремна е, значи. Партнерот се запишаа на финанси у Бугарија, у Благоевград. Некој ќе каже. Браво за партнерот. Уште нешто едно прашање. Ај прво партнерот ќе го прашам. Кој би, ствари прашањето од двајцата. Кој бираше, значи тија бираше неа за партнер или она тебе за партнер? Договор од прва година. Тоа е за мене главен праш. Многу хубави дечки, убаво да споминете вечер, па ќе се видиме кога ќе бидете абсолвенти. Здрави, може Бугарија. Фала. Чао. Леле, аца, ние имаме уште работа. Уште прашање имаме ние матуранти, ајде. Здраво. Јас сум Ѓургица. Јас сум Стефан. Јас сум Тамара. И дечки многу убаво изгледате, сега Привин, кој се погрижи за вашия изглед пред се вие. Ама имаше ли некоја, пример, мама, како ќе каже? Што викаше мама? Не, па не баш мајка ми, јас самиот се облеков. Значи ти сакаш да биде Мала помош на продавачките во ботицјани. Значи ти си официјанин. Да. Браво, да го попалиме партнерот официјанин. А сега да одидеме на партнерката, прекрасно изгледа и она. Најубава, да, точно. Сите партнерки се најубави. Аз сакам нешто да праша. Кажи ми ти, што мислиш, како ќе си поминете оваа вечер? Се надевам дека ќе поминеме прекрасно на оваа вечер, сите соберени заедно и дека ќе имаме една незаборавна вечер. Ајде? Јавено прашање до партнерот. Значи, он е сега четврта година матуранте. Дали си има женска? Да. Има женска, ништо. Ја мислев ќе си израдуват некои женски, па ќе после да спрчат во тебе. Ај друго немате прашање. Да не упропастам врска, не се друго. Дечки, хвала многу, баш ќе поминете вечер, па ќе се видиме некој нареден пат. Еве имаме ние уште работа. Ајде, ќе се видиме. Фала. Леле, уште една прекрасна матурантка ни иде. Со партнер прекрасен. Прашање тука, за мене технологија. Први век. Има една деспотична бarbika тука. Леле. Hello, принцес. И Тамара, како сме денеска? Супер. Возбудени, а на тебе ти се познава по очите дека си многу возбуден на тоа што те зна. Кажи ми, сигурно е твоја креацијата замислена? Да, креацијата е моја, значи заедно ја реализиравме со Славица Блажевска, поздрав до неја.
Исто така, значи за фризура, за шминка, значи не сакав да бидам нешто посебна, сама се погрижих и така. Па си успела, пати посебна, Тамара, на ваков или на някакъв начин ти секој си посебна. Да, Андре? Како? Што ќе ни догаѓа? Што да, супер е сега за сега и ќе си поминеме најубаво место. И поздрав до Тонио Сан. Поздрав до Тонио Сан. Дечки, споминате пред да завршам, аз сигурно има прашање, значи нема шанс да нема прашање. Само што си прашува у животот по нешто. Имам прво едно прашање до партнерот сега. Ајде. Кажи ми ти, као шизик да кажеш те гледам, колку женски смени у 4 години? Не кажа тоа. Немам коментар, не може. Не кажа. Значи дека се многу. Чуваме, пошто не е културно. Само ќе прашаме кој професор сака да го поздрави. Па, најмногу сакам да го поздравам мојот класен професор Петар Михаилов, поздрав за него. Поздрави од нас до Петар Михаилов. Дечки, фала ви многу вас поминете вечер. Чао. Ајде, уште една лепотица. Не, наши убави деца. Нема поубаво од Кочелчанче. Еве лепотицата. Добар ден. Добар вечер. Како сте убави? Благодарам. Кажи ми, кој се погреши за вашата преубава тоалетна Теодора? За мојата преубава тоалета, како што велиш, се погрижи Цеца креација и лично моја идеја. Браво за твојата идеја и за Цеца пред се. Кажи ми колку време беше потребно да изгледа како што е? Стварно многу време, па искрено точно 2 месеци бев целата готова. Браво, Теодора, ама за тоа крајниот резултат е совршенство. Чекајте да го прашам, аз нон-стоп има некои трик прашања за вас. Ајде. Јас како нејзин партнер, Да? сакам најпрво да се заблагодарам што прифати да бидем моја партнерка. Многу сум среќен поради тоа и сакам да ја прашам, значи Теја. Благодарам. Теја, значи сакам да ја прашам. Кажи ми, колку неоправдани имаш? Тешко прашање. Многу ли? Па, може да се каже. Се е во контрола сега на крајот. Значи останува во раците на професорите. Да, во секој случај. Професори, лоши муавити, така едно друго, така се најмало да само неоправдани. Дека станува збор за партнерката на Ето, нешто друго. Фала многу. Ништо, чест ми беше да бидам со вас. Која ти е матурската? Матурската ми е на 26 мај и ве поканувам сите на да бидете дел. Фала Теја, фала ти многу. Ајде. Кога си поминеш вече? Ето уште ни нови матуранти и ни замолија да ги скратиме прашањата. Ајде, нека честито матурската и од мене. Многу убаво изгледате двајцата, кој се погрижи за во овака изгледате. Бутик стилисимо за мене. Браво за бутик. Мене еден бутик од Скопје ми е пистанот. Браво, прекрасно изгледате. Аз за некој кратко прашање на брзина, затоа што имаме многу матуранти тука што сака да бидат дел со нас, замисли. Можам, јас сакам да ја прашам, значи дали има нешто организирано, нешто кралица, крал на вечерта? Кива у дискотеката Пулси. Кралицата ја. Да, точно кралот и кралицата, фала Богу. Тоа ме интересираше. Дали сте со големи амбиции да ги освоите тие титули 2? Па да се надеваме дека ќе бидеме. Многу амбициозно, сепак одлично. Фала многу дечки, убав помин вечер. Чао. Малата гужва помина. Пристигат нови прашања. Некој интересно прашање. Ја. Само жртви ми треба. Само, браво. Поздрав до мојата класна, Вале беше тоа. Вале. Само, ја многу ги поштувам фраерите со по 2 типки што идат. Ама они не ме поштуваат мене. Што идат со 2 типки, нека да дојдат кога се направи уште по-фраер. Еден фраер. Опа. Кај мене, тука. Тука кај мене. Ние како наблюдуваме бурно. Што ќе се случи, дали ќе го видат? Ете, отидоа партнерите.
Идат некои нови? Да. Вие ни се скришно договорени. Ајде. Прекрасни. Ете, матурантката најави дека ќе спадне. Ќе спадне сама. Падне. На не така се на час ги садне оправдан. Али ќе па е добро. Си газа децата, газа. Си газат. Сега мој фраер со две типки мора тука да види. Тука каде? Тука. Фраер со две риби не. Тука, дојди. Оди. Ајде. Ретко се дојде. Како фраер со две риби не. Ма не, дојди. Јас двете риби прибраво ги на партнерот. Дечки, здраво. Ајде сигурно сакаш нешто да ги прашаш. Јас сакам да ги прашам. Дали бегавте од часови? Нема шанс. Никако. Најредовни бевте. Добро, значи имате примерно поведение, вие сте паметни деца, паметни ученици, ќе продолжувате на електро, сигурно. На пинци. Сети ми сега Маце код дамите да се обратаме, кој се погреши за вашиот изглед, идејата чива беше? Баба. За мојот целост мојата фантазија. Тоа беше совршен одговор. Јас се погрижив за самата себе, така ми се... Ја нешто прашам. Мислам ако одговорила. Какво е чувство да овоеш две матурантки? Прекрасно, особено ако се како нив двете. Многу убаво. Това е партнер на место, значи партнер на место. Дечки, баба ми, многу баба си поминете вечер. Мала и на. Ајде. Имам здраво. Многу си убава. Први да се попава, многу ти убави букета. Можеш да дојдете навамо малце. Може да дојдете навамо, ајде да и со гостите навамо. Дечки, нека ви срекне матурата, многу баво изгледате и двајцата. Кажете ми за тебе кој се погреши да изгледа идејата за фустанот, твоја беше или некоја креаторка, дизајнерка? До Анита Илиева, поздрав на неја. Поздрав до Анита Илиева, Аце? За мене лично од самиот јас се погрешив за тоа и така. Аце има вкус, браво за Аце, ама кажи ми, добро Аце, двајца Ациња, кај можеш? Убави сте и двајцата. Што сакав да кажам сам? Нешто сакав да кажам за тебе, ама и твоето прашање. Ошто нешто, какво облечен, што облечен, кој го облача, кој го соблача, не го прашуваме. Партнерката ти ли е прашање или она тебе те прашање? Партнерката ти ли е прашање или она тебе те прашање? Јас нормално, како джентлмен, морав јас да прашам. Може. Што да пред колку време? Колку време се партнери? Да. Пред колку време знаете да ги видите партнери? Скоро пред 2 години. Браво, овие деца се напредни. Ја имам уште едно прашање, значи до типот до мене. Аце, многу јасно дека е Аце, ме фраери, менјак, мора да е. Знаеш, ти си таа генерација од поновите, јас сум малку од по-заостанени генерации, не сум заостана, ама постара генерација. Што е, да речеме, у твое време сега, четврта матурска, што е поим за фраер? Поим за фраер. Како треба да се понаше за фраер? Дали треба да бега од часови? Може ја да одговор? Не, мислам дека тоа е демоде да се бега од часови и да се биде некој багабон, значи мислам дека скоцкано да има нешто фино, лепо. Да, културен дечко и мислам дека тоа е најдоброто. И комплименти само на женските артигала. Така. Само сакам да кажам само Аце да си викаш и си прави. Аце да се викаш. Дечки, мала, многу да не ме задржуваме. Звони звончето, така ќе се видиме нареден пат. Чао. Аце, ама немаме матуранти, Аце виж. Имаме, горе са сите. Сега ги се сигурно да ги прашаме некој. Забава до Бесфест и... Сака едно девојче од публика. Аце, кај што ќе додадеме, ајде, јас се стварно изморив, многу матуранти деночка. Кавалер. Кавалер, кој е? Чекај сега да те прашам, тука гледам некоја журка има надвор, значи има многу ученици, љубители на матурските вечери.
сега професорке почува класен час? Добро. Јас сум од дежурните. Ние сме дежурни ученици тука и мора да бидеме... Само ме интересираше едно прашање што не го поставив на никој бе. Много ме криво за тоа. Кажи, пред мене прашање. Ги замислам ја дека сум матурант. Тебе да ти го поставам? Да. Немаш шанс. Бе? Немаш шанс да ти го поставам. Не може да препросиш женско, второ ја ти го поставам тоа прашање тебе. Добро, ајде како ќе кажеш. Това е по-шизичко прашање, реторичко. Реторичко. Добро. Или ја може да ти го поставам и тебе, што? Шо, не може. Тева, молим те. Нема да слушам. Не. Така. Не. Красиви филм. Кој да поздравим? Да поздравим некој? Кој да поздравим? Това е прекрасна матурантка, што сака да дојде за интервју. Да, има. Бегат од класен час. Ете. Дајде, праќи ги ти тука навам. Повелете. Ајде, дојди. Сама, зашто не? Дојди тука. Пази само, не? Ајде, чека прво да... Не, сите ги знаат. Значи ситуацијата е многу возбудена, сите сме возбудени и многу се осеќаме убаво. Убаво, да. Кажи ми, ајде сега ти ќе ми кажеш едно интересно прашање ќе ти поставам ја. Немој да ми се налутиш. Не. Кој е според тебе најсекси професор у гимназијата? Според мене најсекси професор од машкиот пол може да остане тајна, а од женскиот пол на професори професорката Весна Стефанова по англиски. Да, поздравиме Весна Стефанова по англиски. Мора да е многу убава. Да, најубава. Најубава е, добро, че викаш ти така, ти веруваме. Што друго да прашаме, кого би сакал да поздравиш, да речеме, кој те гледа сега моментално? Моментално мислам дека ме гледат мојата мајка и татко. Многу голем поздрав до нив, затоа што тие не се овде. Тие се далеку од мене, тие се во Италија. И многу ми е криво што не се овде, да. Италија, ragazzi. Да. Чао, ragazzi, чао. Чао, тути. Баба и тато да Мартин. И исто така мојот дечко Никола да го поздравам. И Никола. Да. Да не е Никола матурант? Не. Не е матурант Никола. Па не е сите за сите. Може слободно. Сакам да те прашам за креацијата, твоја беше креацијата или... Значи креацијата ја поземи под Ламаз бутикот. Ова е изработено од креаторката Славица Блажевска, која сум многу задоволна од неа. Исто така попол би да неа многу. Добро, пала ти многу, прекрасно изгледаш. Јас се надевам дека многу убаво ќе си поминеш вечер исто како што ти е замислено. Поздравивме ги мама и тато и аз уште едно прашање и слободна си можеш да се врнеш на класен час и ќе кажеш дека си била кај дежурните. Со какви амбиции заминуваш во ова училиште? Не сум спремна да го кажам, значи многу сум возбудена и немам... Не е моментот за тоа. Да. Александре, ти не така. Ти не така. Добро, јас извинувам за прашањето. Дали сум слободна? Да, слободна си, да. Слободна си. Пала ти многу, чао. Добро, има прашање, има одговори. Дај зирна нешто што имаш. Не ти изненадам. Многу споро да преска не бива. Фала многу. Можеш да коментираш фудбалска утакмица од секој момент. Од преска да гледам цело време збориш. Мач. Час. Професоре многу. Да. Повелете. Добре ни дојдовте у Љупчостан. Нека име честитам. Кажете ми како ви се допаѓа вам организацијата тука во Љупчостан, воопшто и не е изненадувачки ова прекрасно нешто тука. Па добро, во скрат на она што е како училиште наше Кочанско, дека е не лидер само во Кочани, него и пошироко во регионот и во државата, така се и гледа, така се и покажува тука и ние сме горди. Јас како прв човек во градот сум горд што имаме такво училиште, што имаме такво расположение овде и најбитното што имаме така убави матуранти ова вечер. Супер, што ќе им посакате вие на овогодинешните матуранти? Па, видете, јас бев матурант
и сите ние кои што бевме матуранти уедно по инакво време, ние пеевме песни, сега ги посетив 2 класа, ја пеевме Гаудамус песната и на тој начин се веселевме. Они имаат еден сосема поинаков приор, меѓутоа желбите и кај нас се истите да напредуваме во животот и првото што ќе им го порачам е тоа да им се исполнат тие желби во животот, да имаат здравје, да имаат успех на личен план, да имаат успех на деловен, на пословен план, за да станат корисни граѓани на општина Кочани, корисни граѓани на Република Македонија. Само така, како што денеска се расположени да го продолжат, ќе бидат сигурно успешни и во животот. И посакувам многу успех понатаму. Јас ви благодарам многу од моја страна и ве може Александар ќе сака да ве запраша уште некое прашање. Дали ја памтите која беше ваша партнерка? Ние имавме сосема еден поинаков приод. Партнерките не смеевме да ги водиме со нас, туку ги пречекувавме пред врата. Не е како сега што се. Ја ги зимате? Не. Ќе ја донесат до школото, невзините, па дури тогаш сепак поодамна малку се работи. И ја паметам, меѓутоа не би сега сакал да спомнувам заради тоа што има други па ќе се налутат. Инаку, у принцип, работите беа исти. Имаше многу веселба, многу расположение. Пред малку реков многу песни. Исто така се славеше до раните утрински часови. И ја реков веќе карактеристично беше што секој од матурантите мораше да знае она латинското Гаудамус игитует. Браво. Значи ни споделите не денешен приод на матурска вечер. Па нормално е да се нешто се менува во животот. Останува тоа истото дека со денот на матурирањето, односно денешниот ден, тие стануваат полноправни граѓани, односно го минуваат, ако можеме така да го речеме, цензусот на полнолетноста или цензусот на влезот во општеството како равноправни граѓани и со тоа е фактички секој истиот тој чекор и со тоа фактички они го тоа прославуваат. И јас им посакувам да го поминат што е можно повесело сега, а од утре или од задутре, од деновите кои ќе почнат да работат, да си ја сватат сериозно работа. Благодарам. Благодариме многу. Благодарим на вас. Пријатно. На вистина. Преубав одговор. Така. Радко Димитровски ова беше. А сега директорот на Љупчо Сантов можеме да го побикаме тука до нас. Да ни соопшти како е тој возбуден за ова генерација 2012-2013, а Александар се повеќе станува возбуден, како и он да е матурант. Повелете. Добро вечер. Нека ни честит матурскиот ден и нам, и на матурантите, и вам, директор. Среќа ни честит на сите матуранти, на сите родители, на сите граѓани на Кочани. Така, јас најпрвен да ви заблагодарам за дозволата што сме ние овде тука заедно со вас, да го направиме поубав овој матурски ден и веќе кажав и претходно ми се укажа можност по втор пат да бидам матурантка, една година подоцна. Кажете ми, вие како замислувавте да изведа сето ова денес и дали стана реално како што го замислувавте? Најпрвен да ви се заблагодарам за вниманието, за честа што ни ја правите. Комарец постојано ги следи овие манифестации, овие свечености на Средното општинско училиште Љупчо Сантов ова година. Јас сум пријатно изненаден, коментарите што ги слушав во училиштето, во колот од учениците и од родителите, сите честитки до порталот Комарец. Уште едно големо благодарам за вниманието. Една ретка можност учениците да можат да зачуваат дел од спомените и во видеозапис. Инаку идејата беше да го направиме настанот различен од претходно. Јас постојано викам секоја прослава на матурската на матурантите треба да биде подобра од претходната и малку полоша од идната. Јас сум сигурен дека ова година успеавме да бидеме малку подобри од лани и се надевам дека во идни наследните генерации ќе не изненадуваат со уште поинтересни содржини. Декорацијата е скромна, ама многу успешна. Тука морам да се заблагодарам на свеќарницата Флора и Флорис, кои што постојано ни помагаат по декорирањето. Најголемите честитки, најголемите комплименти до учениците. Јас, верувате, имав проблем да препознам некои од нив. Изгледаат прекрасно, но сепак скромно.
така да. Јас им посакувам многу среќа, пријатна забава денес, во наредните денови и едно подсетување дека ги чека матурата. Така, еве јас да го запрашам мојот партнер, можеби сака и тој да запраша нешто. Да, имам јас да го прашам нешто. Што мислите вие, колку од вашите ученици ќе продолжат да се со натамошниот учење, со факултет, со магистратура, како ги гледате, како амбициозни сите? Како генерација, што беа? Генерацијата што излегува од Црнотопското училиште, според статистиката, успехот, резултатите, да. Меѓутоа, секоја генерација си има своја убавина, своји успеси, своја гордост. Ние сме горди на оваа генерација како на сите претходни и на сите што ќе дојдат. Инаку еден податок кој што претпоставам може да се најде и во статистиката на училиштето е дека проодноста на нашите ученици на факултетите ја надминува бројката од 98%. Јас сум сигурен дека и оваа генерација ќе се запише, ќе биде конкурентна на факултетите на државните и на приватните и ќе го прослави името на училиштето и на градот Кочани. Иднината на Кочани е собрана денес овде. Впрочем, вие сте дел од иднината на Кочани. Токму така, јас ви благодарам многу, директоре, што одвоивте време за да останете неколку минути со нас. Јас се надевам дека ќе имаме и наредна прилика, можеби наредната година со наредните матуранти уште дели поубава од оваа денешната. Секако и не послужи времето, денес имавме среќа за разлика од минатата година. На матурската вечер. Да, секако, јас имам и син матурант и ќе бидам дел од прославата, меѓутоа не целата вечер. Не би сакал заради мене да се чувствуваат стегнато. Јас постојано присуствувам на прославата на матурската вечер, ама во интервал од час и половина, сосема доволно да ги видам, да ги поздравам, да им посакам се најдобро. Така. И ова вечер ќе видиш. Матуранти немајте гајле. Јас ви благодарам уште еднаш, директоре, па се гледаме дали во наредна некоја прилика. Фала. Дали треба да ги очекуваме наскоро матурантите да се стимнат? Има добри музики. Ми се погоди песната на Александар. Дали забележуваш дека полека од Кочански се трансформиравме на литературно нецакајки? Ова беше и последното звонче, сега има веќе плачки. Пошто годината одредено ќе наместува една лептер машта. И сега ги очекуваме, значи, радосните лица. Последниот час дава. Верувај, ја кажи. Верувај дека ова последното звонче воопшто и не беше многу весело, искрено ти кажам. Може би за некои да, ама за некои не. Сега сигурно на половина од нив има солзи на очите, јас можам да претпоставам. На девојките мислиш ти? На женски? Еве ги, аплаузи од нас. Ајде да видиме сега дали има некоја солза. Со? Не. Да. Тие беа со нас. Ќе видиш. Ти изгонам туку прима. Беа, сакат некој па да ги пратат. И ако не ги, и да чек. Кој модел оваа година на матурска се? Може да... Црно-бело. Црно-бело или може белотегет сега? Белотегет. Добро, како и да е. Прекрасни матуранти, прекрасен партнер. Ќе ве најдам на Facebook. Шо мислат они така? Кој не ни беа, кој не ни избега, не знам како не ги видовме некој од овие матуранти, дали ние додека правме муабет. Дали, па сигурно некој се проднесе шмугна. Успеа да ни избега, ама сега вие ќе ги фатиме или дали ќе ги фатиме? Ќе ги фатиме. Те кладеме. Ајде. Ја мислам дека ќе бега. Они избегаа виж. Со професорот, може би професорот Игор.
ти професорот. Сега професорот, ако ни избега, професорот Игор, се поздравува тамо со некоја видна личност, ама ќе дојде кај нас. Те се загледа нешто муабет си пред, не е лесно да си професор, не е лесно да си водител. Ја ги многу поштовам професор. Повелете, ајде професоре. Здраво професоре, нека ви честито матурската. На вас и на студенти. Здраво, повелете. След се намо да не падне студент. Да, може така. Кажете ми, вие како сте задоволни од вашиот изглед? Стефи? Прилично добро. Прилично добро. Да. Идејата за фустанот и за фризурата беше твоја, сигурно? Да, моја беше. Колку време ти требаше да се подготвиш? Скоро цел месец. Скоро цел месец, прилично долго. А другата матурантка да прашаме, колку време тебе ти требаше да се подготвиш? Околу 1 месец. Околу 1 месец и тебе. Добро, се некои додатни прашања може за професорот? Имам прашање за професорот и јас. Дали професорот ќе се журка до раните утрински часови? Секако. Да. Шето професор секоја да ме после. Шагал ме вањање. Договорено. After party има. After party и шагал. Вие професори ќе ги дружите? Па најверојатно ќе ги дружам заради тоа што и оваа информација е ново за мене. Да. Прифаќам ја секако. Сакам да кажам што е Канскиот фестивал за филмот Неновиве, Евровизијата вчерашна за песната. Тоа се нашите матуранти од Солупчо Сантов Кочани за нашиот град. Гледам дека под полна парија сите медиуми на ниво на Кочани, десетици фотоапарати и стотици граѓани се радуваат денеска и на сите родители, браќа, сестри, дедовци, баби кои што дочекале да имат деца матуранти, па и на сите професори, нека и биде честита матурската вечер на матурантите, а матурантите да блеснат во сиот нивен сјај. Благодариме многу професора за прекрасните зборови и се надеваме дека ќе се видиме наредната година, освен Александар има уште некоја прашање. Професор, дали имате Facebook? Да. Дали ги имате сите ученици? Секако. А дали кога имате некој тестирање, гледате дали некој учи, дали некој препишува нешто, да се споделува некои коментари? Од учениците ли? Учениците се дури пред оваа наша технологија од Facebook што е, така да тие се читат со поглед. Ова е генерација која што многу малку сакаше да се договара преку Facebook, одошто со погледи, со мимики и гестикулации, така да... Ви благодариме многу на професора, се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодариме за прекрасните прашања и за прекрасната идеја да го посетите нашата школа и медиумски да го покривате. Поздрав до сите што гледаат, што го пратат Комарец преку интернет. Хвала. Скара нас професорката од тамо, побрзо ни викаат, побрзо. Да не е луто што не е интелигентен. Може би не сме, ја немаме викнато. Тоа старите генерации, знаеш, малку со други сваќање истории. Али ги опростиме. Да не се они, ние ќе правиме многу глупоци. Добро, дали уште некој пар ќе сака да не подружим? Вие беа ли? Беа? Што мислиш, дали ќе си игра салса горе? Салса, ја не верувам многу дека салса ќе си игра кој знае колку многу. Во оглед на тоа што имаме многу девојчиња со долги халини, еве може да погледнете и сега. Значи, јас мислам дека на крајот на вечерта ќе има некоја македонско оро 100%. А која оро? Не знам кој оро е, искрено не сум долго по ората, ама некој ќе има, тоа чачакот сигурно ќе го има. Мора да има босе ноге, туке ноге за играње. Раки пуке, раки шлак. Пуке, раки шлак. Добро. И милионерци. Да. Полека матурантите заминуваат, али мислам дека има уште некој. Обично трае часот, знам 45 минути. Некој порано ги пушта. Воа е 15 минутен час. Добро, некој може има многу да каже професорка, па знаеш. Некоја како тебе, што си има да каже многу. Има стално нешто да се каже. У принцип, у животот колку и да кажуваме, ништо не кажуваме, се треба да се докажем. Ни прекрасни.
сакаат нешто да ни Не, вие беа првите кои што пристигнаа. Не ги памтам многу беа. Ајде рецери дат мале, ајде рецери. Значи ние да пеа најкочанската песна. Кочански си ми. Аплауз од публиката пред компјутерите, айфоните, смартфоните и така натаму. Спомнавме дека може да се гледат, да ги гледат преку нашите телефони, айфони, андроиди, може да се гледа на топ персонални компјутери полека. Може од било каде, било кога. Сега ова време не да може нешто да ти се случи, може со телефонот да идеш да гледаш, да пратиш. Ако не си тука. Нешто приметено. Значи, као што ги гледа матурантите и матурантите, онака као што се носат, значи машкото ако сака, значи да се интервјуира, женската вака ќе му направи. Ајде. Мислам, има доминација женските. Многу нормално, ајде тоа, многу нормално. И како нормално и не е нормално, треба да е маж да рече. Аме се знае. Јас сум мачко во школа. Аме се знае, мажот е главата, жената е шијата. Како ќе кажа така? Жената е шливката. Иди улап. Добро. Не, пада. Ама учтиви беа, учтиви. Има, добро. На позад, случајно. Сликај по ово, дечко. Фала. Ето жени матуранти кои што не им обрнаа изгледаме многу внимание, па и не ги ни прашаа дали сака да бидат со нас. Па не, они гледат да искачат. Знаеш, млад се трема, јас тоа бе матуранти го трема. Ја више... Ама таа више со искуство, матуранти со искуство. Више сум матуранти со искуство, Бил сум на телевизии. У браншата. Погодени сме. Да. Уште некои нови матуранти. Се измориа се нешто. Знаеш што има приметено? Значи, ова Лјупчо Сантов има многу девојчиња. Тоа ме многу радува. Што ме стаи овде, помеѓу многу девојчиња. И онака убави девојчиња. Ама аз се чим си до мене нема многу девојчиња, не девојчиња. Јас не смеам тука да правам лево десно. Пошто си ти тука. Иначе, не, братче, слава работа. Не, аплауз за професорката Бара, аплауз. Аплодират. Еве, вие матуранти прекрасни. Сигурно може да ги видите од линкот од страна. Одлични. Девојка. На партерот не знам, ти ќе кажеш, а кажеш за женското. Не го знам. Значи, партер, ако не го знаеш, беше маж и рече да, не. Не. Женското, значи, само го погледна, онака нежно, вика не. Ако е не, ама го поштувам. Не. Све ми бои. Странче ли е? А професорката да викнеме? Една минута. Ајде минута бите. Моменти бите. Ајде. Повелете професорке. Како се чувствувате вие на овој прекрасен ден? Прекрасно се чувствувам, навистина. Навистина прекрасно. Да, навистина прекрасно, затоа што уште една генерација, еве испраќам, горда сум, поносна сум што водев и овие 4 години навистина прекрасни деца, затоа што 4-5 навистина се добри деца. Се сеќавам пред 4 години кога дојдоа одлични, се здобија со многу знаења овие 4 години. Едноставно горда сум што пак ќе ги испратам одлични. Им посакувам среќна матура, се најубаво во животот, веќе зрелост признаена, да се запишат на престижните факултети во нашата земја и да имат одлични резултати. Затоа што успесите се дел од нив.
мислам дека успесите на оваа генерација ќе бидат нивното секојдневие кој што ќе ги прати постојано во животот. Така е, професор, ќе ви благодарам на прекрасните коментари, еве да ве попалам и вие изгледате мощна убава на оваа свечена вечер. Благодарам, ама и вие прекрасно изгледате двајцата. Фала многу, професор, ќе благодарам што бевте, што одвоивте неколку минути со нас, сега веќе повелете со вашиот Фала многу на поканата. Тоа беше нашата одлично. Тоа беше нашата позната професорка по географија Ирина и благодариме и за коментарите дадени од нези. Имаме уште еден пар. На Аца му се свиѓаат сите девојките сам. Кога ќе искочам у град, кога ќе видам матурантка, нема што не ми се свиѓа. Сите ми се свиѓа. Ајде, професоре. Добро вечер. Повелете, професоре. Дали учениците беа погодени оваа година? Ова е генерација која што можам да запамтам подолг временски период. Зошто? Прво беа дисциплинирани, редовни на часови, немаме некои проблеми, мислам дека добро ќе си ја побидеме ова вечер, како што ја побидеме овие 4 учебни години. Па сметам дека ќе има веселба, алкохолот во умерена доза треба да биде, за да може да го поднесе сето тоа. Немам што друго да кажам. Дали ќе ги дружите до раните утрески часови? Обавезно, јас сам последен го напуштам. Така се желани, професоре. Рингот секој последен го напуштаме. Се најдобро, професоре. И вас. Здраво, поведете. Што ќе ни изјавите вие, како се чувствувате? Еве матурантката која што утринава ја видов повели, може да се сместите наваму, прекрасно изгледате и двајцата. Кажи ми, за кој изглед кој се погрижи? За мој изглед се погрижи, ја имам стилист, значи имам свој стилист. Фризура, Ацо фризеро. Да не беше Бранко Буцо, оваа гардероба немаше да имам. Голем поздрав до Бранко Буцо. Мојот личен шофер беше Боро Борелата, кој не доведе до нас. А имавме и специјален апарач на вратите, што не ги отвараше, тоа беше Митката Цигето. Ајде сега да ја дадеме некој збор малце на партнерката, може ли? Да ја дадеме збор на партнерката. Или сакаш нешто да пофалеш партнерката? Кажи ми, идејата дали беше твоја за ова како изгледаше? Па да, сосема моја идејата беше. Супер, можеме да те попалам дека прекрасно изгледаш. Кажи ми, каде се гледаш себе си за 2-3 години? Доктор. Доктор, значи имаме уште еден студент на медицина. Да. Општа медицина, верувам. Да. Јас ти посакувам среќа, да го прашаме и твојот партнер. Каде се гледа твојот партнер за 10 години? Може би некој престижен режисер, Или глумец? Да. Вели. Холивуд, брате! Не, сакам да изјавам една борена порека што на мен стварно многу ми се допадна и сакам да ја прочитам. Како гулаб што лета, како цвеќето што цвета, како денот што почнува, така и младите со своите години врват и оставаат траги. Помина време, ги поминавме професорите и другарите, се остана како најблеска етика, че корики низ патот од матурата, среќна матура. Па вечер да имате дечки, ќе се видиме. Ќе се видиме. Ова беше прав jet set. Немам коментари. Дури имавме можност да прочитаме нешто пред поезија, а тоа беше сигурно некој поклон. Ако Коста Раци беше од Велес, мислам беше, нели? Од Велес, ние имаме и тука и од Кочани, што ќе се родат многу добри луѓе, што ќе пишуваат поезија и што ќе остане вечно да се учи по учебниците. Значи, амбициозни луѓе пред се. Да. Има уште доаѓаат. Ете, уште некој. Аплаузи за другите. Во зелено. Уште едни прекрасни матуранти, дали ќе сакат да ни се придружат, не сакат да ни се придружат.
Матурант, вика, уживе братче. Има нови. Исто, фраерто 2. Много женски, това е добро. Не ги дава тука, не ги носи пред камера. Може да има женска, знаеш. Па неки ако гледа тука пред... Па неки да го види женската до 2. Да. Нека една со 2. Мене да ме видат сейф. Айде. Здраво, повелете тука, меѓу нас. Како се чувствувате? Ве гледам разтреперено, но може би сакате нешто да ни додадете. Па мислам дека вакво чувство едно се доживува. Мислам дека сме ние почестени што имаме можност на 4 години да го почувствуваме ова. Да, токму така. Кажете ми, која ви е ова поред генерација прва? Ова е прва, може би затоа толку голема возбуда. Токму така, јас мислам дека затоа навистина прекрасно изгледате, морам да ве попалам. И секако и целиот ваш клас прекрасно изгледа. Кажете ми дали 4-8, мислам дека беше, да. Какви беа тие за овие 4 години? Беа доста динамичен клас. Доста темпераментни, ученици кои што нема да се повторат никош, по многу позитивни работи. Така, може би доколку сака нешто Александар да запраша професор. Бега ли професорки од школа или? Не. Кад пар? Понекогаш. А на тестови? На тестови не беа присутни секој. Добре. Тие се храбри, не се плашат на тестови. Јас ви благодарам многу, професорки, што избавивте неколку минути. Повелете. Беа. И тројанки. Кој ќе ни се придружи, некој пар да го украдеме? Ја може да гледаме века. Имам. Немам. Зашто е? Партнерката беше... Партнерката изгледаше феноменално. Али партнерот не беше настроен за прашање и одговори. Не е ова кавиз кој сака да биде милионер. Може би е тркало на срегата која прашање ги се падна. Леле, 4-8, знаеш ли ти јас дека стигнавме до самиот, дека сме при крај? Да. Жал ми е, баш ми е жал. А више данак. Полека, но сигурно стигнуваме до самиот крај и ги изгледавме на некој начин сите матуранти кои што изгледаа прекрасно. Колку е часот? 5 до 8, часот е завршен. Браво. Изгледа домашните ги пишуваат, кој нема напишано, пошто требаше да заврши часот. И 7 почна, 7:45, имаме 10 минути. Не, да. Зашто баш ја? Ще бе волим ја? Не. Стварно, аце. Варумни. Прекрасни беа сите матуранти, можеме да додадеме. Многу убави дечки, бе. Не сум знал дека има добри, толку убави дечки. Чим се откочени, значи? Убави се, точно. Не ли си ги ја по нас? Пали ме уторачи би ме. Идат уште, се нишат. Аплауз за професорките! А и професорки се убави. Млади, нови. Јас навистина мислам дека ова беше и последниот клас, ова беше 4-8, значи дека завршивме со матурантите или се уште не, еве уште еден професор и уште еден професор кој што и тие, како и матурантите се погрижеле да изгледаат безпрекорно и навистина успеале во тоа. Така ли јаце? Така е. Има убави деца, бе. Има убави деца. Воопшто не забележавме кога помина сите матуранти, кога ни помина времето. Брзо ни пројде времето. Кешки вака да ми мирише на час кога седем. 45 минути. Мари повише помина. Ние сме тука пораз. Значи, али тој час, знаеш, многу брзо ни помина. Навистина. Мирише у средна школа, 2 пати ходне в средно. Се на часови ги. Искрено да е можно, ја би отишла пак сега средно, ама не е можно. Мора да... Едно не одам пак. Одијате? Не, што да има едно модел, втор пат не. И без тоа кога одем средно одем без школи.
Кога ќе се јавеше мајка ми, на некој професор, ако не е у тоа школа, ќе се јавеше на друг професор у другата школа. Добро, таму е битно на школа, вика, не бега од часови. Ја да прашаме таму од режија како сме, дали сме при крај, дали треба да се одјавиме, да ги поздравиме нашите гледачи кои што не пратеа сигурно до сега во голем број. Да прашаме некој од режија, здраво режија. Сакаме да ни бидете гостин, повелете професоре. Како сте вие задоволни од целокупната церемонија? Прво право. Знаеме. Иначе Ѓурги ти предавав, тоа беше лани. Сега ќе дозволам морам да не поставам прашање, во што време ја поставав по неа прашање. Од режија ни кажува дека немаме многу време, пошто сега треба да одиме горе малку да се подружиме со матурантите. Така прво да честитам на сите, мислам дека ќе споменеме многу убаво вече. Па ја можам да ве поканам да дојдете и вие горе ако сакате, ако сте слободни за вече. Ако целата наша екипа е спремна за да дојдеме горе, зашто не, ние нас не покањаја на автор парти, ни шепна ушагал дека ќе било автор парти, знаете ли вие? Не сум запознаен, што ќе има ушагал? Автор парти, што ќе има? Што? Во Шагал ќе има автор парти? Swimming, pooling? Не. Може бикиниот си носат поголем дел. Па реално не сум запознаен со тоа, имав некоја информација дека и нешто се планираме дека одиме во Шагал, тоа воопшто не сум запознаен. Добро, нека не биде официјална информација, нека биде битно да се забавуваме и не да се смениме во. Да, нашиот познат професор, организатор на забави и професор, две во едно. Па многу што одвоевте 2-3 минути да бидете со нас, професоре. Се надевам дека ќе имаме некоја наредна ваква официјална прилика. Можеме да се одјавиме од емисијата сега, одреđени кажуваат дека или треба да... Значи, да, можеме ние да се одјавиме, Аца? Да, значи ти може да се одјавиме, јас и Аце, ви благодариме за тоа што не... Не сум мало дете, Аце. Александар, ви благодариме. Ви благодариме што не следавте овој час и пол, колку време беше, ние воопшто не забележавме колку време помина. Се надевам дека ви беше интересно со нас. За последен пат јас сум Ѓургица, ова е Аце и Александар the Great. Добро. Аце, нешто ти да дојдеш за крај? Што има, ја цело време додавам, али пак ќе додавам, не е проблем. Мислам дека беше интересно, овие сат и кусур минути. Сепак ова ми беше прво вака водителско интервју, значи ја као водител, обично себе ја од другата страна искуство, да. Мило ми беше, значи што беше ти дело со мене оде, па да ми помогнеш малку околу тие работи, да искрено да вече ти ја ќе сум прпав тука. Ќе имаш ама вака со тебе подруг. Сепак фала до тебе уште еднаш. Фала и до тебе, што фала за мене. Фала до екипата на Комарец, да ги поздравиме сите гледачи од all around the world. И гледајте ни наредната година 2013-2014.